она што денеска ви недостасува, тоа е вашата здрава навика Фактор здравје со новата тема, новиот гостин и новата можност за заедничко комуницирање. Јас сум Илија Николовски и тимот на Фактор здравје е подготвен денеска во следните 45 минути за да ви ги понуди сите овие аспекти кои што ги споменав, а конкретно ќе ја содржите или ќе ја слушнете токму по овој прв џингл. Она што е важно денеска да се потенцира е фактот што Фактор здравје повторно ја продлабочува соработката со клиничката болница Аџибадем Систина и кога веќе зборуваме за оваа веќе референтна институција да споменам дека тимот од Аџибадем Систина секојдневно ви е достапен преку кол центарот или начинот телефонски на комуницирање 30 900 500 02 е префиксот за сите вие кои што сакате да се јавите, а можете сето тоа да го направите и на глобалната мрежа www.ađibademsistina.mk. Директниот контакт пак можете да го остварите на нивната адреса Скупи 5А, а она што денеска ви го нудиме во однос на Аџибадем Систина и Фактор здравје е темата насловена воспаление на уво кај деца. Кој гостува и што конкретно денеска ќе ви понудиме, останете љубопитни и открите по првиот блок реклами. Денешната тема со која што уште еднаш ви посакувам срдечно добре дојде во Фактор здравје е насловена воспаление на уво кај деца, токму за аспектите на оваа појава која што може да се јави и во поодмината возраст. Денеска ќе дознаете со многу стручни и пред се практични совети преку гостувањето на примариус доктор Борислав Гогушевски, кој што е специјалист оториноларинголог и кој што доаѓа од клиничката болница Аџибадем Систина од Скопје. Добар ден, доктор Гогушевски, како сте вие денеска? Добар ден, благодарам на поканата, се надевам пријатно се чувствувам во вашето студио. Тема која што секогаш наоѓа своја примена во секојдневната оториноларинголошка пракса, се надевам дека ќе биде интересно и за вашите гледачи. Сигурно, со посебен акцент ќе дадеме, рековме, кај децата, ќе објасниме зошто е тоа така, па пред да дојдеме до тој аспект да објасниме на почеток што представува каков тип на заболување е воспалението на уво кај деца и дали има деца кои што се предиспонирани за појава почеста на ова заболување, односно имаат фактори или причинители кои што ја провоцираат оваа појава. Имено самиот по дефиниција, ако сакаме да го дефинираме тоа заболување, воспалението на средното уво, јас би сакал ако може и паралелно да одат и слайдовите кои што ги имаме. Да, ќе ги покажат па ќе ги прокоментирате и во продолжение повелете. Така. Анатомски увото се дели на надворешно, средно и внатрешно уво. Вообичаено процесите кои што се назначуваат како воспаление на увото се локализирани во самото средно уво, односно делот од увото кој што се наоѓа помеѓу мембрана тимпани или уштото тапанче и оној дел кој што се означува како полжавче или внатрешно уво. Оно што е битно да се назначи, имајќи ги во предвид сите тие анатомски карактеристики, тоа е слайдот кој што покажува средното уво кој што е поврзано преку Евстахиевата туба. Ќе се вратат повторно фотографиите, да. Со просторот на назофарингсот или епифарингсот кој представува горниот спрат на ждрелото и кој што во таа улога на Евстахиевата туба, таа практично игра улога на изедначување на притисокот помеѓу средното уво и надворешната средина, а истовремено врши дренажа на секретот од средното уво кон надворешната средина. Зошто е интересен овој ентитет? Од причини што практично статистиките од пред се од Соединетите американски држави покажуваат некаде 30 милиони посети на лекар годишно кај децата со воспаление на средното уво. Или некои 15% од купните посети на лекар кај децата се должат токму на воспалителен процес на средното уво. Што е она што причинува да овие состојби се интересни? Ако видите на овој слайд, колку може да се прикаже самата Евстахиева туба, значи незината дисфункција е примарно причина за настанување на сите тие патолошки состојби во средното уво. Имајќи ги во предвид карактеристиките на детскиот организам, сите фактори кои што се поврзани со настанување на воспалителните процеси на увото, може да се поделат на општи или локални. Доминантни се кај децата локалните фактори, локалните ризик фактори поврзани со дисфункција или намалена функција на Евстахиевата туба, а тоа е пред се причината што кај нив се чести горно-респираторните инфекции, кои доведуваат до делумно или
комплетно блокирање на отворот на евстахиевата туба. Имено, таа има два отвора, значи едниот е во просторот на средното уво, а другиот е во горниот свод на фарингсот. Ова е една состојба на воспаление на средното уво, која што е прикажана со помош на една диагностичка метода отомикроскопија. Ке зборуваме понатаму во однос на диагностиката, која што е и tekako битна. Меѓутоа, да се навратиме пак на тие ризик фактори. Значи, пред се од детската возраст. Спомнавме евстахиевата туба, потоа присуство на аденоидните вегетации или така наречениот трет крајник, кој врши обструкција на отворот, фарингелниот отвор на евстахиевата туба, но воедно тоа ткиво може да биде извор на инфективен агенс кој лесно преку евстахиевата туба преоѓа во просторот на средното уво и предизвикува инфекција. Други фактори кои што исто така допринесуваат појавата на алергиски разни реакции кај децата кои што се повеќе се среќаваат. Потоа општите фактори на околината, загадувањето кое што е се почесто. Потоа делувањето на факторот пушење во околината каде што се наоѓаат децата. Потоа влијанието во смисол на постоење на односно социоекономските услови во кои што обстојуваат децата. Се тоа фактори кои допринесуваат за почеста појава на овие воспалителни процеси кај децата. Во заклучок, она што се наведува се повеќе или доминантни се екзогените или надворешните фактори за појава на ова воспаление кај децата? Во секој случај да, но секако дека и анатомските карактеристики на детскиот организам во однос на, да речеме, условно возрастниот организам, допринесуваат да многу почесто се јавуваат овие состојби кај децата, дури да кажеме дека 80% од децата поминуваат во своето рано детство низ најмалку една епизода на овие воспалителни процеси, кои што може да поминат низ различни форми и на најразличен начин да се манифестираат. Тоа е моето следно прашање, но претходно уште еднаш како заклучок да нагласиме посебно да утврдиме дека воспалението на уво кога се зборува или кога ја спомнуваме оваа тема, зборуваме за воспаление на средното уво, како што вие веќе напоменавте, и оној момент што значи патогенезата или фазите на оваа болест, дали наеднаш или акутно се случува или може да тлее таа појава и веднаш да букне или да експлодира со некоја радикална или би рекол симптоматологија која што веднаш бара ургентно третирање. Па тоа е тесно поврзано во секој случај со особините на детскиот организам. Значи, не само анатомските карактеристики на детскиот организам, туку и фактот дека сепак детето е се уште имунолошки незрел, несозреан, најде речеме, несозреан организам, што практично значи онаменување на пасивниот имунитет кој што го добива детето од мајката и развивање на активниот имунитет во текот на неговиот развој. Во тие фази секако дека детскиот организам е подложен на сите овие влијанија кои што доведуваат до појава на воспаление на ушите. Затоа и многу честа е таа патологија или тоа воспаление токму во детската возраст. И како... Да не навлегуваме, се извинувам, и во другите анатомски карактеристики кои што го издвојуваат детскиот организам од возрастниот. Што исто така оди во прилог на овие состојби. Самата бројка од 80%, значи деца кои што поминуваат низ една епизода на овие воспаленија, вие кажува дека е практично тоа дел од секојдневната оториноларинголошка пракса. И како се манифестира оваа болест, односно каква е клиничката слика и каква е манифестацијата, односно фазите на настанување? Така, значи, прво, самите воспаленија на угото подразбираат повеќе различни форми во кои што може да се јават. Дали се работи за акутен воспалителен процес, потоа често форми кои се среќаваат во детската возраст, тоа се така наречените воспаленија на средното уво со постоење на излив во средното уво. На овие форми понатаму може да се надоврзуваат супуративните или гнојни процеси во средното уво, кога настанува пробивање на секретот од средното уво, избивање во надворешниот слушен канал и истекување од угото. Потоа адхезивни форми, стварање на прираслици во просторот на средното уво, хронични форми, исто така резултат на долготрагни процеси кои што обстојуваат во угото. Така да секој од нив има своји карактеристики, односно своја клиничка слика. Меѓутоа, ако сакаме да ги генерализираме сите овие работи, или да издвоиме две најчести форми. Тоа сакав и јас да споменам, така, во вашата пракса. Бидејќи би било многу широко објаснување на сите тие форми кои што може да се јават. Значи, акутниот отит
или воспаление на средно уво, и секреторниот или отит со излив или со ефузија во средното уво, тоа се најчести форми кои што имаат секој од своји карактеристики. Ако сакаме сега да ги поделиме и овие форми дури по својата клиничка слика, зависно од возраста во која се јавуваат, и тука има одредени разлики. Пред се, кај акутните форми, зависат од самиот пациент кој што ги имате пред себе, тоа е дете, или кој што малку од симптомите може само да ви ги каже, односно да врз база на тоа вие донесете некој заклучок. Кај малите деца, бебињата да рече, тие се уште посклони кон инфекции кои што практично многу тешко може да околината, најчесто родителите, да забележат одреден проблем, нели? Но затоа имате чести инфекции, честа запушеност на носот, која што е предуслов, еден од главните предуслови за појава на тие воспаленија, но секако имате други индиректни знаци врз основа на кои што судите за евентуално постоење на воспаление во увод. А тоа е најчесто вознемиреност на детето, будење при спиење со плач, вртење на главата при спиење. Тоа се индиректни знаци кои што може да ни посочат дека евентуално се работи за одреден проблем со ушите. И кај повозрастните деца, при акутните воспаленија, доминантен симптом е болката, и тоа е веќе доволно податок кој што вие лекарите велите. Да, условно кажам, нели? Да. Но лош пријател. Да, во секој случај знак кој што доминантно изборува дека се работи за одреден процес на увото, кој што со еден оториноларинголошки преглед многу лесно ќе дојде до онаа диагноза која што е потребна да се направи. За разлика од овие воспаленија, класични акутни воспаленија на средното уво, постои ентитет кој што го нарекуваме секреторен отит, или отит со излив во средното уво. Отит е воспаление, практично терминот отит значи воспаление на увото, на средното уво. Во конкретниот случај, значи, кај ова заболување, особено кај помалите категории на деца, практично ви е невозможна диагностика врз основа на анамнеза од самите родители. Значи, практично немате никаков знак кој што детето ќе го посочи како знак кој што ќе не насочи кон одредена диагностичка процедура. Меѓутоа, кај повозрастните деца можно е да го забележат оној симптом кој што не е многу назначен, а се манифестира со два основни клинички знаки, а тоа е чувство на исполнетост во увото и намалување на слухот. Или пак родителите или околината, можеби наставниците или воспитувачите, ќе забележат дека детето има одреден проблем во комуникацијата. Значи, не се одзива кога вие го повикувате, има обичај да го појачува звукот на телевизорот, кога слуша или музика или гледа телевизија. Што претходно можеби не било нормално или карактеристично. Да, јасно. Значи, некоја промена во тој смисол, која што насочува понатаму да се спроведат сите диагностички процедури кои што ќе донесат одреден заклучок за состојбата на слухот кај детето или за дефинирање на тоа воспаление на увото. Затоа што тие воспаленија практично немаат клиничката слика на акутниот воспалителен процес. Имате само намалување на слухот кое што се случува зад практично или непроменета мембрана тимпан или ушно тапанче или одредени промени кои единствено и најчесто со микроскопски преглед, отомикроскопски преглед, за кој што покасно ќе зборуваме, може да се верифицираат. Да, за диагнозата, третманот и последиците од воспалението на увото кај децата ќе зборуваме во вториот дел. Ви благодарам за овој прв дел од разговорот, а она што сакам да ви го назначам на вас е доколку сакате да се вклучите директно, слободно направете го тоа по вториот блок реклами, а јас само сакам да ве потсетам дека денеска темата во Фактор здравје ви ја доближуваме преку гостувањето на примариус доктор Борислав примариус доктор Борислав Гогушевски, кој што е специјалист оториноларинголог од клиничката болница Аџи Бадем Систина. Болница секојдневно достапна на 30 900 500 со 02 префикс напред, и доколку сакате да закажете преглед кај него, да се советувате или кај другите негови колеги да комуницирате, слободно направете го тоа или комуницирајте на www.ađibademsestina.mk.
Добро дојдовте во вториот дел од Фактор здравје. Телефонските броеви кои што ви ги нудиме за директен контакт со нас се 691925 и 691924. Прашајте и слободно јавете се во однос на денешната тема воспаление на уво кај деца, а оваа тема денеска ја разговараме и доближуваме преку многу стручни совети и практично искуство преку гостувањето на примариус доктор Борислав Гогушевски, кој што е специјалист оториноларинголог од клиничката болница Аџи-Бадем Систина. Докторе, ги споменавме главните карактеристики и специфичности на ова заболување покрај она добра земена анамнеза и симптоматологија која што родителите првенствено би требало да ја забележат. Што друго правите како дијагностичка процедура за да ја остварите или да ја утврдите дијагнозата на ова заболување? Така, после првичните сознанија што се добиваат од една исцрпна анамнеза, во секој случај достапни се неколку дијагностички методи кои што треба да ја дефинираат состојбата на средното уво кај детето. Пред се, златен стандард, така наречен, или метода која што е супериорна во прикажувањето на состојбите на тапанчето, на ушното тапанче, а преку него индиректно за состојбата во средното уво, е отомикроскопијата. Пошто се разликува од класичната отоскопија или прегледот на ушното тапанче, по тоа што самото име ви кажува дека се користи микроскоп кој што дава можности за зголемување на сите промени на надворешниот слушен канал и тапанчето, и со тоа нуди можности за што подобра визуализација, односно дијагностика на сите промени кои што може да се прикажат на тој начин. Зошто е битна оваа дијагностичка метода? Од причини што при прегледот вие имате многу мал работен канал, низ кој што треба да го видите тапанчето, тоа е неколку милиметри. Имате дете кое што често пати е немирно, значи мора да имате помош од најчесто од сестрата која што работи со вас, која што треба да го придржи детето во одредена позиција, за да видат ги во очите сите оние битни елементи кои што се важни, значи во дијагностиката, во правилната дијагностика. Често пати се применува и повеќе кратната отомикроскопија, која што ви нуди можност да го следите процесот, односно еволуцијата на процесот во средното уво. Други методи кои што се надоврзуваат на отомикроскопијата, да не го напоменуваме секако општиот оториноларинголошки преглед, секако се надоврзува назофарингофиберскопијата, значи метода која што мислам да имаме една фотографија, да. Ке замолиме од Рише да ни ја пуштат да ја покажеме, каде што носот нели во профил се гледаше. Тоа е дијагностичка метода која што со назофарингофиберскоп, тоа е инструмент кој што се влегува преку предниот носен отвор и се наблюдува носниот простор, носниот кавон, носната шуплина, се до задниот дел, до незиниот заден отвор, каде што ова се разни слики. Ова е, например, секреторен отит, каде што гледате има течност и меурчиња во средното уво. Вториот тип на воспаление што го споменавте. Да, оној вториот кој што е многу чест и кој што практично е тежок во дијагностичка смисол, а има главна карактеристика, тоа е назофарингофиберскопот, значи се влегува преку носот и се доаѓа до просторот на епифарингсот, односно сводот на ждрелото, каде што се наоѓа третиот крајник. Тоа е многу битно, затоа што во случај ако имате зголемен трет крајник кој што прави проблеми, тоа ви ја налага и натаму тераписката процедура која што треба да се спроведе со цел да се спречат натамошните инфекции на средното уво. Веќе имаме некого на линија, пред да зборуваме за третманот, да го слушнеме првото прашање и гостување од гледачите во Фактор здравје. Добар ден. Добар ден, здраво. Здраво, добро дојдовте господјо. Кај нас нагости би рекол вака телефонски. Благодариме. Да, ве слушаме, повелете. Вака, сакам да го прашам докторот дали во нужната болница има објективна биометрија за снимање на ступе деца. Дали го слушнате прашањето? Да, мислам дека во однос на аудиометријата беше. Значи тоа е исто една дијагностичка метода за која што сакаме да зборуваме во склоп на тој триез, да речеме, основни методи кои што се достапни за проценка на состојбата на средното уво, односно слухот кај детето конкретно. Оваа дијагностичка метода се работи секако во нашата установа и самата метода има само една негативна страна, да речеме, од причини што не може да биде искористена кај помалите деца. Што е причина за тоа? Што практично во тек на ова испитување пациентот, односно детето, треба да соработува. Значи е субјективна метода, зависи од одговорите што детето ги дава
при стимулација со одредени звучни дразби. Врз основа на, ние имавме еден слайд кој што покажува аудиометриски навод. Значи, врз основа на тие стимули, ние добиваме две криви, аудиометриски криви, кои што едната одговара на коскената водливост, бидејќи се испитува со два типа на слушалки. Едната е преку надворешниот слушен канал до слушното тапанче, понатаму со вибрирање на слушните ковчења се пренесуваат тие вибрации кон внатрешното уво и понатаму кон централните патишта, а вториот е пат по коскен пат. Така да аудиометријата е практично добивање на тие две криви кои што одговараат на состојбата на слухот кај детето. Но, пак ќе речем, рестриктивна или не може да се примени кај сите деца, одговара за децата над... Ова е слика на трет крајник кој што е добиена со она метода која што претходно ја спомнавме, тоа е назофарингофиброскопијата. Гледате каква обструкција прави тој трет крајник. Од тука се јавува тој симптом на рчење кај децата при спиење поради обструкција и нефизиолошки начин на дишење со отворена уста, а не природно, како што е. Значи она слип апнеа или недостаток на кислород. Се надоврзува јасно на тоа слип апнеата, но втора страна е тоа што притиска на отворот на евстахијевата туба и доведува до нејзина намалена функција или дисфункција, што е еден услов за појава на тие воспалителни процеси во средното уво. Која ќе се дијагностицира или веќе утврди дека станува збор за воспаление на средното уво или воспаление кај деца, општо кажано, што понатаму како третман нудите? Вие оториноларинголозите или кога хируршки треба да се интервенира? Так. Само да ја напоменам уште една метода која што зборуваме за основни методи, значи тимпанометријата, која што е исто така една метода која што се користи кај овие заболувања, најчесто кај секреторниот отит има своја важност, бидејќи се добиваат со аплицирање на променлив притисок по надворешниот слушен канал, се добиваат карактеристични графички прикази на функцијата на средното уво, односно на состојбата во средното уво. Па, доколку има течност во средното уво или излив, тогаш таа крива е равна и го нема оној врв како кај нормалната тимпанометриска крива. Значи, тие се неколку методи кои што се валидни во правилната дијагностика. Врз основа на таа правилна дијагностика, односно поставена правилна дијагноза, следува соодветниот третман. Затоа е многу битно да имате вие права дијагноза која што ќе ве насочи и во третманот. Значи, кај одреден број на акутни најчесто воспаленија на средното уво, во иницијалниот стадиум, значи почетниот стадиум, кога се уште немате изградено права клиничка слика, ако во тој момент сте успеле да го дијагностицирате процесот, можно е дури да се одложи антибиотскиот третман, но не повеќе од 24 до 48 часа. Но тоа бара внимателно следење на состојбата, за да не се доведете во ситуација понатаму да терапијата биде веќе касно ординирана. Во најголем број на случаи, меѓутоа, децата доаѓаат во веќе фаза кога е формирана комплетната клиничка слика. И тука апсолутно индицирано давање на антибиотска терапија, бидејќи најголем број на причинители на овие процеси се бактериите, и тоа стрептококус пнеумонија, така, хемофилус инфлуенци, тоа се најчести, но може и вируси да бидат најчесто аденовируси, потоа вируси инфлуенца, параинфлуенца и така натаму. И Ја за момент може ли да ве прекинам за да гледачот кој што е на линија не се исклучи, ќе се вратиме на аспектот на третманот на воспаление на уво кај деца. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, господјо, ве слушаме, повелете со прашање. Се јавувам во врска. Да, зборувајте само во слушалка, ќе ве замолам. Се јавувам за едно случај. Да, повелете. Има сега 4,5 години. Од кога е родено, има секрет во носето. И секогаш крчи кој ќе спија. И нон-стоп има секрет, секогаш употребуваме капки за носето, оперил. Значи, без капки не може да диши детево. Дали готовно за некој совет? Да. Благодарам за јавувањето и доктор Гогушевски уште едно ќе вклучиме и ќе одговорите на двете. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден и до вас, господјо. Ме интересира за кечичката. Таа има 4 години. Во ред. Приметивме дека не слуша добро. И со прегледот се установи дека има воспаление на лево уво и дека крвиците се хронични, дека и причина е третиот крајник. Сега ми рекла за запад, за странување, треба да чекаме
барем дока е пред да наполни 5 години. Ме интересира дали треба да се чека за да се отстрани третиот крајник или крајниците или кои или се веднаш да начините, се методите третира. за отстранување, за зафат, начини на отстранување. Благодарам и за вашето прашање и доктори уште едно јавување имаме, ќе се најдеме ли со 3 гледачи најдеш? Ајде, ќе бидете прв доктор што ќе одговори на тројцата. Повелете, добар ден. Ало, дали ме слушате? Добар ден, господја. Да, добар ден. Добар ден, задоволство е и вас да ве вклучиме, повелете со вашето прашање. Вака, имаме едно прашање, ние имаме 10-месечно бебенце. Во ред. Значи 10 дена течеше секрет од устињата и тоа од двете устиња. Го третиравме со сумамет 5 дена, меѓутоа не престана течењето. Стигнавме до инфузија, нели селектичен сорбендацин. И престана, значи со првата инфузија престана течењето на гној. И сега спомнуваат некои диаболи. Како вие ги третирате тие третмани кај вас? Да. Благодарам, ќе слушнете од докторот одговор. Благодарам уште еднаш за јавувањето. Ќе тргнеме по ред од првата господја. Да. Значи, во секој случај тоа беше детенцето што крчи. Да. Спомнавме дека треба да се направи во таков случај кај што се сомневаме за обструкција на дишните патишта, пред се во пределот на назофарингсот, каде што се наоѓа тој трет крајник, треба да се направи назофарингофиброскопски преглед. Доколку тоа е причината, или за обструкцијата, или за честа секреција од носето кај детето, врз база на тој преглед ќе се направи јасна проценка доколку постои трет крајник и доколку се постави индикација, тој треба хируршки да се остави во секој случај. Вториот случај, да, беше во однос на возраста пред се за оперативна интервенција. Така, дали треба да се чека или не? Да. Значи, генерално, постои едно правило, кое што е применувано во праксата долги години и на клиниката за нос и грло, каде што јас бев 14 години шеф токму на детскиот одел, потоа и на институцијата, и во институцијата каде што и сега работам. Значи во Аџибадем Систина тоа го применувате? Така, во Аџибадем Систина истото правило, да генерално 3 годишната возраст е некоја граница во однос на тоа дали детето може да биде хируршки третирано, доколку постои јасна индикација за тоа. Иако сме правеле хируршки интервенции кај помали деца, доколку постојат толку изразени индикации кои што не дозволуваат да се чека временски во однос на клиничката слика кај детето. Така да, оваа возраст од 4,5 години е возраст во која што може да се реализира, пак ќе речем доколку постојат јасни индикации за тоа. Или дополнително сигурно треба да ја прегледате. Чинам дека девојче беше. И мислам дека во двата случаја беше и во овој случај прашањето гледачката и во следниот случај беше поставено прашањето околу пласирање на вентилациони цевчиња. Точно тоа е една од хируршките постапки во третманот на неколку состојби поврзани со воспаление на средното уво. Значи, вообичаено се користи во неколку, да речеме, индикации, например, кај акутните процеси. Доколку имате акутно воспаление на средното уво, кое што не одговара соодветно на антибиотската терапија. Значи, го третирате известен период со антибиотици, не ви дава резултат, тогаш доаѓа во предвид, става и на вентилацијно цевче. Ќе видиме на еден од слайдовите, можам да објаснам точно постапката на... Да, може да течат слайдовите, вие понатаму и да ги скоментирате. Сакавте уште за бебенцето, уште нешто да кажете? Да, бебенцето исто, значи ке него е сугерирано, бидејќи има процес кој што очигледно предпоставам дека и рецидивира, се повторува. Во тој случај доаѓа исто во предвид ставање на такви вентилациони цевчиња. Значи, тие се стават на самото тапанче, со мал отвор кој што се прави на самото тапанче и низ него се пласира тоа вентилационо цевче. Што е неговата улога? Значи, во самиот акт на ставање на вентилационото цевче, кога се прави тој рез на тапанчето, се извлекува секретот од средното уво. А поставањето на тапанчето се возможува, на вентилационото цевче, се возможува да во подолг временски период се врши дренирање, чистење на секретот од средното уво, а истовремено и вентилирање на средното уво. Значи, практично нешто што ја помага улогата на евстахијевата туба, која што од одредени причини во моментот не функционира добро. И овие цевчиња
наоѓаат своја примена и кај вакви случаи, така да доколку е правилно поставена индикацијата, апсолутно имаат своја корист во, особено да речеме кај малото дете, бидејќи се добива и временски. Значи, дури и да треба дополнителна интервенција, сепак, значи, многу е битно да во одреден временски период се заштити увото. Дополнително на тоа, значи, детето прво треба да порасне уште малку, да биде спремно дури за интервенцијата што треба да се направи, затоа што овие интервенции се работат по кратка анестезија и не е тоа некој значително товарување за детскиот организам. И она што сакам уште да ве прашам, што е кај оние деца кои што имаат вакви воспаленија, дали во текот на животот повторно се предиспонирани за појава на воспаление и она што е особено значено, ако ненавремено се третира или несоодветно, дали може да доведе до наглувост или тотално губење на слухот, бидејќи веќе споменавте во некои случаи доаѓа до намалување на слухот. Так. Жал ми е што не може да ги следиме следовите, бидејќи некако покажува одредена еволуција самиот процес. Знаете, во почеток тој секрет е поредок. Во таа фаза, токму поради таа густина негова, и намалувањето на слухот е мало. Тоа значи дека сите оние клинички симптоми нема да бидат доволно изразени, нити приметливи за околината. Значи, околината нема да примети дека детето има намален слух. Бидејќи се тоа мали редукции на слухот кои што се неприметливи, ниту детето, ниту околината. Сега зборуваме за оние воспаленија со излив пред се. Но што е со возраста, но, како? со тек на времето, тој секрет колку што подолго стои внатре. Во тој затворен простор на средното уво, практично бидејќи тубата не функционира, па да може да се дренира преку него, или сосема малку се дренира, а повеќе се продуцира, тогаш тој секрет настанува негова организација. Што значи тоа? Прво е поредок, па станува се погуст и се погуст, на крај дури една од дефинициите на секреторниот отит во напредната фаза или хроничниот секреторен отит е glue ear, значи лепливо уво. Имате леплив секрет кој што дури при самата интервенција на пласирање на вентилационото цевче многу тешко се извлекува од просторот на средното уво. И секако дека ако тој секрет и стои понатаму, ако немате правна диагноза, во тој случај веќе ќе се створат прираслици, сраснување во средното уво и состојба на адхезивен отит кој што многу тешко понатаму се лекува. Впрочем, сите се мисли дека сите покасни проблеми со ушите кај возрастните, воспаление на ушите кај возрастните, во својата генеза, во почетокот, имаат најчесто овакви состојби кај што имате излив во средното уво и кои што ненавремено се ненавремено диагностицирани, ненавремено третирани и доаѓаат до состојба на компликации кои што се потешко се решаваат и намалување на слухот кое што е сериозно и практично тешко може да се коригира. За слухот или за ушите како парен орган уште многу има да зборуваме, но еве тоа нека биде предизвик повторно да ни гостувате. Јас ви благодарам, доктор Гогушевски, што денеска бевте во Фактор здравје и поздрав до целиот тим на клиничката болница Аџибадем Систина. Благодарам, со особено задоволство. Се чувствувам пријатно во студиото. И мене исто така уште многу може да зборуваме, но ќе оставиме тоа за некоја следна прилика, а она што сакам уште да ви го препорачам е фактот дека примариус доктор Борислав Гогушевски, специјалист оториноларинголог, секојдневно можете да го најдете во клиничката болница Аџибадем Систина, да закажете преглед на 02 30 900 500 или кај неговите ценети колеги за сето она што ви интересира од областа на медицината да најдете соодветно решение. А нашето решение е повторната средба утре во исто време и на исто место. До тогаш ви посакувам пријатен ден.